Добар ден, почитувана публика. Јас сум Марија Тасовска, ово е уште една епизода од Книга со. Денеска ќе ви ја презентирам книгата Срек над звезда од Кети Кесиди. Хајде да започнеме. Срек над звезда. Ова е прекрасна приказна со многу авантура, љубов и секако звезди. Ова е животот на Мартин Каванак, кој е наречен Маус од страна на неговото семејство и пријателите, и девојчето кој му го освои срцето и му ги подари звездите, која е наречена Кетрин, односно Кет. Се започнува во канцеларијата на Дейв, социјалниот работник на Маус, каде што во очите на Маус се појавува една убава висока девојка со зелени очи и прекрасна коса. Тоа беше првата средба на Маус и Кет, која се продолжи по улицата, каде што Кет го удри кученцето кое Маус го хранеше со помфрит. На Кет секако и беше многу жал, па го однесе кученцето на ветеринар, заедно со Маус и подоцна плати за неговиот преглед. Маус забележа дека Кет е богата девојка, и иако потајно беше заљубен во неа, ја изгуби надежта дека таа некогаш ќе стане негова. Иако Маус се откажа, Кет никогаш не ни помисли на такво нешто, па затоа продолжи да оди во неговото опасно мало и да се гледа со него. Маус беше проблематично момче, кој обожаваше да црта графити во неговото темно и запуштено училиште, но мораше да ја контролира својата љубов кон графитите кога беше суспендиран. Кет пак беше полна со желба за промена на нејзиниот совршен живот во приватното училиште. Покрај големите неволи што Маус ги правеше, тој влезе во голем проблем кога го втоми кученцето кое Кет го удри, бидејќи тоа припаѓаше на најголемиот дилер во неговото опасно мало. Скали е името на дилерот кој го запали Феникс, местото за опоробување на зависници од дрога во кое работеше мајката на Маус. Луѓето во Иден Естет, односно малото на Маус, продолжуваат да молчат за неправдата. Па поради тоа, Маус и Кет заедно доцна навечер пишуваат на вратите на дилерите различни реченици против нив. Таа вечер се случува нивниот прв бакнеж, полн со емоции, возбуда и трепет. Срекко, кученцето на Скали, беше насилно одземено од Маус, но за среќа, близок пријател на Маус му помогна и му го врати кучето. Скали заврши во затвор кога станот на Маус и неговата мајка беше запален. Конечно сите можеа да се смират од лошите настани и да бидат среќни, но потоа се случи нешто навистина лошо. Маус дозна дека Дейв е татко на Кет и дека таа нема 14 години како што му кажа, туку 12. Девојката која за роден ден му ги подари звездите, малите флуоресцентни светкави точки на неговиот зид. Девојката која му овозможи преку телескоп да биде најблиску што некогаш замислил дека ќе биде до звездите. Девојката која му создаде возбуде и пеперутки во стомакот. Девојката која го тргна од темнината на неговото минато. Е баш таа убава висока девојка го лажеше гледајќи го во очи. Тие не зборуваа повеќе од 3 недели, но Маус, не можејќи да издржи без неа, го зеде Срекко и полупразен црвен спреј и тргна кон куќата на Кет. Пред низината куќа, во дворот покриен со снег, нацрта глувче и срце. И заедно со Срекко оставија остатоци од човечки и кучешки ставки. На Маус не му значија писмата од Кет во изминатите 4 недели, но Кет беше среќна од потегот што Маус го направи, па искочи во пижами со Hello Kitty и црвени папучки и се упати кон Маус, која чекаше на автобуската на која тие правеа пикник во минатото. Таа застана гледајќи нагоре, каде што тој беше качен. И тие ја продолжија својата звездена, приказна, полна со авантури и предизвици која започнала некогаш, а ќе трае за секогаш во нивните срца. Ви благодарам на вниманието, а јас се надевам дека барем малку ве поттикнав да ја прочитате оваа прекрасна приказна со фантастичен крај. Ние се гледаме во наредното видео. До гледање.